Сега со Кејот, со Зоран Спасовцов, има многу закажувања, не знам дали ќе можеме сите овие скопски твои приказни да ги споиме вака во 30 на минути, ама ќе се обидеме. Прво здраво. Здраво, Пете, здраво. Благодарам што еве вака на едно убаво октомвриско си уште временце се наоѓаме овде на Кејот и ќе си раскажеме некои приказни. Она што морам да го споменам. Сепа и сина е ново, ама веројатно ќе биде повторно еден од најчитаните романи за оваа година, книги за оваа година. Сега, кога сме кај ова? Всушност, ова е и продолжение на нешто што е апсолутно се занимава со Скопје, односно со скопскиот дијалект. И сега, сакам да им кажеме на сите оние што не гледаат, зошто и како тргна твојата приказна за тоа дека позади камера ми рече скопскиот дијалект некаде некој се обидува да замре или да го снема. Зошто на скопски пишуваш? Па вака се, јас сум роден во Скопје, моите се од Скопје, меѓутоа не значи дека не можеш да бидеш скопјанец ако си роден на друго место, нели тоа е тоа. Она што е интересно е ние одма после ослободувањето, а и пред ослободувањето, дали нели влијание на Србија и така натаму, имавме ни еден сој говор, некои го кажат дијалект, некои го кажат јазик. Добро. Меѓутоа тоа си беше и после нели дојда Блаже, Круме и така натаму го сменија, направија едно наречие таму централно македонско да биде официјално и од тој момент скопскиот јазик е анатемисан. Значи реално забрано да се говори. Сите други може да се говориш, ти струмички, тетовски, вамо таму емисии, представи, вамо таму, али скопскиот е така. И се деси чудо во Среќна Нова, кога Петар Арсовски прв пат изговори познатата реченица "Узми цевку и работи". Така е. Нели? И реално ја од кој почнав да пишам негде 2009 така, да кажам, на зезање. Почнав да пишам на скопски. Као што почнав да пишувам на скопски, еуфорија, па продолжив да пишувам. Имав и сериозен роман, тој за Тито, кај што морав, тоа беше тепачка со уредникот, да можам ја еден-два лика да ставам скопски ликови и другите нормално да идат литература. Меѓутоа, од тогаш наму све што пишуваме на скопски. Има лајт варијанта и хардкор варијанта. А и хардкор. Да. Да, ајде кога сме овдика да не заборавиме само зошто сме тукму на Кејот, заради една многу интересна приказна со твојата младост, па потоа ќе продолжиме да се движиме. Што се случуваше од онаа страна таму на Вардар? Тука баш кај скалите. Баш кај скали, да, ја пројдов еден добар дел од мојата младост, затоа што у тоа време ние бевме као племиња поделени. Имаше панкери, рокери, хеви металци и шминкери. Шминкерите беа посебна сорта. Ние као рокери, нешто измеѓу рокери и хеви металци, се собиравме тука. Тоа што значеше? Тоа значеше дека треба да земеш една торбица од ОНО и ОСЗ, таква сиво маслинеста. Добро. Така преку рамо, имаш војнички каиш. Добро. Сиво маслинеста кошула, така коса полууредна, полунеуредна, тука со джигерици или на рамења ти паѓа. И тука доаѓавме. У тоа време, нели, тие женски што гравитираа према нас, идеа такви со широки хаљини, со цвето и деца цвеча, нели, што викавме, ние Вудсток и така натаму. И тука ни ствари гитари обавезно, значи секоја вечер со гитари овде пеевме, свиревме, ја немам грам слух, значи јас само отварав уста. Интересно е што Знаеш интересно што, например, пијачка, немаш парите од тоа време, ќе купиме една-две смедеревки, и ги врземе со сиџимка и ги пуштавме у Вардар. И седат саат, два се. И имавме позади еден камен од дека позади, имаше отварачот за вино го чувавме тука. Сега, смедеревката беше уобична шишека за разредживачо на целоквото. Тоа не требаше, меѓутоа некад кој имавме ивент, поднешно кажено, роден ден, нешто, ќе купевме нешто, витач, кратошија, нешто, од тие поскупите вина. Не смедеревка? Да. И така да, уствари, тука таа беше една прекрасна енергија, среќа и да не зборам се. Сите со исти јакни, и узима доаѓавме. Да. И сега имаше две врсти јакни у Македонија, имаш ти каква сакаш јакна. Така е. Таа е, што се продава, ајде можеме да почнеме. И тоа и сега, знаеш како. А што слушавте? Слушавме све што е рок, хеви метал, тука е границата. Од Лед Цепелини, од тоа време Deep Purple, Whitesnake кој се формираше, тој ни стана одма автоматски. Тоа и се свираше тука? Не. Тоа е само баладите. Баладите. Али она што се свиреше, значи све што може на гитара да се свири, као што е Криво е море и така натаму. Така. Добро, и супер. Реално тука гравитиравме, затоа што тоа време
Знаете, немаше кафичи, дискотеки беа многу малци, ние млади ептен. И се најинтересно од све што тие племиња што бевме ние, имаше и панкери, нели подосна се појавија, меѓутоа шминкерите ни беа група што ги мрзиме од дното на душата. Шминкер кој ќе кажеш се мисли на има една ваква дека овде настрејана косава, малце офарбана плаво. Аха, Така, добро. па има панталони трофрталки, значи кој вода да му зимале мерка до Добро. овде негде. Овде е учкуреден, уместо Добро. каиш. Добро. Доле им и тоа бои канаринец, жуто, наранџасто све, и доле имаше едни ескадрили што ги викаме, ние ескадрили, а тие беа доле некој коноп од слама и горе едно платненце у различна боја. Тоа значи одиш од тука до наму и се распаѓаат. И ги Леле. увезуваме. И? Тука под мостов се продаваа фармерки, Се немаше. продава фармерки тука. Ќе дојат тука и сега се шверцуе, тоа се шверцуе и нема у продавница, не постои фармерка, постои. кај ќе купиш фармерка. И сега тука ги пробуеш позади онде Дека кај што позади. да, кај што уринираат таму. Добро. Пробуеш тачни се не парите и тутен. И сега баш тука, значи кој идвавме се движевме Добро. у овој крај, ова беше крајот, нели? Нели после кога станавме многу богати за да јаме за пиво, идевме у чаршија, меѓутоа овде проаѓаа шминкерите. Значи ние као дивљаци, значи ти скачаат влакна од носот, души, сакаш да ги убиеш. Значи ги мрзиш. Ги мрзиш од Ги- дното на душата. Да, од крај. дното да слушаат Добро. музика, тоа Дюран, Каджа, Аха, некои аха. такви глупости, мислам што Нема врска. нема врска за нас, нели? Да. А ние тоа кожни јакни, торби, крстови волкаи од 700 грама, па некои имавме онакви огрлици со овде со шилци. Боже. Да, козашар сите планинец. Па и лечиња со 500 нитни. Да, солтанати, кој има добро. поише нитни не лечи до поголем фраере. Добро. И тука и мржевме. А ние нели, али они такви едни феминизирани малце ќе пројдат и тоа беше уствари таа Ке ти се приказна налута за сега сите Не, шминкери. нема везе А? тоа. Па и жена ми сега беше шминкер на времето. Кога веќе ги споменавме жените, кажи ми како се удваравта? Оуф. Види, Оуф. у различен период нели од тоа детство и младост, на пример, дока и 5-6 делење се удвараш и ја носиш таштата до дома. Кажи им на младиве, пошто не знаат како се ја носи зимаш, ташна до дома. Да, пошто ташните беа после искочија немаше ранчиња. А, нема. Ташна брате, Ташна. шерпас, она пуфер булкав. Све собира. И сега за да искочиш нели Аха. кавалер, фраер вамо таму, викаш идеме, ја ќе те испратам до дома, ја ќе ти ја носам ташната, а пред тоа на пример у школски двор нели, Добро. муабет вамо таму нели мушки, женски, и сега храбро собираш. Ја мислам месец дена собираш Да. храбро. У Да ги седмо- приидаш, да, така? Да, у седмо одделение ја памтам ко сега, пошто тоа Прва се љубов, памти, прва таква. љубов, да. Добро. Абе, знаеш како? Само мене ми се свиѓаше таа женска. Изостре Идеме у вкус. кино, викам у Бамби идеме у Бамби, добро, и седно е до мене, две мушки, две женски, тоа, ја Не. 3 дена дома, нешто, Готово. вежбам фаци пред огледало, една веќе погоре, една Како подоле, ги удварачки, кажам, ово, добро. Што И и кажа? сега седно е, не, ништо не кажам, Аха. седно е до мене, иде филмот, ништо не гледам од филмот, ништо. Значи, и слушај, и ја гледам руката на тоа, дека стаена, леле, ајде, мечка страв, мене не страв, ајде сега, и едно време, так, за рука! И готово се фативме, знаеш, тоа беше паѓањето. Значи, паѓање за рука беше све, така? Така е, така толку, е. Да, после ќе раскажам за другите А, паѓања. за другите паќања. Да. Да, фатили женска како беше Тоа е, да. Знаеш што, морам да те да кажам нешто што ми кажа дека е добро, дека секое мало, односно делче во Скопје, си имало свој начин како можеш да ги препознаеш луѓето, на пример дека се од Чаир или Дефинитивно. дека се од Центар Дефинитивно. или дека се од не знам никое мало. Да. Како ги препознаваше? Вага сега, знаеш како, и за книга имаше, за Џабе живиш у Скопје, Добро. имаше некои дебати тоа по групиве на Добро. Facebook, дали е живиш скопски, Да, дали е скопски или тетовски, не. дали, Добро. дали се вика загаđење или загадуење. Загадување не се вика, Не се дефинитивно. вика тоа. 100%. Никој не го вика, нели? Да. Сега, знаеш како, тука интересно е што, знаеш како, секој малос има не само свој вокабулар, Така е? своји изрази, Да. своји пцуење, начин на пцуење, нели пцости, по нашки кажано сега, има своји гестикулации. Така е. Значи, тоа е неверојатно. И
реално знаеш, например, дали е од таа страна Вардар, дали е од, нели, кога искочиш од Скопје, па имаш празно место, па идеш у Ѓорче. Така беше тогаш. Те убијат. Ке те убијат. Добро, нема везе. Ке те убијат. А уствари оној хардкор, Добро. оној вистинскиот скопски јазик, тоа беше потезот Дебар мало, Маџар мало, Крњево, тука е тоа централно. Тоа е тоа Тоа што е- го создаде тој скопски дијалект или да. јазик, да речеме. Тоа е. А како ги препознаваш тие што се од Чаир? Да речеме? Па види, сега има например не ги користат сите например тие зборови што беа типично скопски, како што е чарапа и кошулја. А, добро. Не ги користат чаирчани? Не. Че не. Они малце беа, пошто таму имаше доста доселени, Добро. така, они малце идеа на лајт македонски, Лајт не е македонски, така. Тоа е. добро, јасно ми е, добро. Да. А гестикулации? Гестикулации се знае, нели, оние кицошки покрети и начин на играње. Па да, имаше тоа игранки по гимназијата, немаше дичко, видиш, и знаеш одма како игра, нели, Како смешно. игра овиот центар? Види, не беа тие најбољи. Кој беа најболи? А од кисела вода. За разлика од денес Како кога игра кисела. од кисела вода. Не, са срам ми е тука да покажам се. Добро. Ама поубаво од овие други. Да, Така е. Да. Вежбани. Знаеш што? Да. Се обидов за еден ден или за една ноќ да ја прочитам Ципа и сина. Ама не си нормално. Тоа не се Прочитав- чита така. Тоа Прочит, мора... не, ќе ја прочитам јас пак На Танане, поубаво на добро. Танане, но Да. имам овдека белешки на некои зборчиња кои што еве им кажувам на луѓето кои што прават стендап дека им се одлични почетоци за стендапи. А они знаат, ќе видат зошто. Заради Добро. тоа што ти создаде некој свој хумор, поразличен и ист и поразличен и Да. само твој и така натаму, а врзан повторно за Скопје, за Македонија и за се она што го живееме или сме го живееле. Сега ќе ми спрашуваш, а? Да, значи, ќе ти кажам и на која страна е ако нешто не ти тикне, важи? Па да, ја ова пред година денес сум почнал да ја пишувам, а не сум ја читал. Добро, неартикулирани покрети, кои се? Па неартикулирани покрети се, уствари, кој збориш на мобилен или постарски на фиксен, и шеташ низ ова. Значи шеташ, па гестикулираш кога имаш некој пред тебе, мафташ Да. со руки, ретко и со ноги и допираш ствари. Тоа е многу интересно. Ќе пројдеш и ќе пипнеш масала, па ќе свртиш кругче, мислам тие се тие неартикулирани. А збориш? Збориш, немаш појма. Да, да. Ето. А што е мрза? Мрза? Па мрза е, што знам, на журка кој те мрци да станеш да играш и она само клатиш со главата, Глава, вака. со конј пред умирање, знаеш, она у ритам. Тоа метроном некој тако без веза. Машала шо е. Машала е XXL на турски. А ја е ми спрашуваш ти. Да, да. Чекај, имаме уште неколку, ајде, сега да не ги заборам. Лифт и кезење. Лифт е уствари еден дивај што иде горе-доле и 99% Добра. македонци, скопјани, како се кажеш, мислат дека побрзо ќе дојде ако ги стискаат и двете копчиња. Да, да. И брзо, И неколку брзо, пати. да, и неколку. автоматски побрзо и доаѓа, да. кезење? Кезење е уствари тоа е вид на осмех, на насмевка, нели? Добро. Кога ќе влезеш во некоја скупа радња, да кажеме за накид или за ручни саати, Добро. и она тука има една особа, мора да и се гледаат сите 32 зуба, мора, значи рака. И уствари идеш и прашуваш Бретлингов колку пари е? И она вика, па 12.000 евра. И ти сега, знаеш, а со ДДВ или без ДДВ, знаеш, šta е? Тоа е некоја прича така, сега јас мандрљав на брзинка. Така е, да. И уште кичма и застанувам, продолжуваме со друга приказна. Од Степа и Кичма сина. е едини дел од телото орган што мора да биде покриен додека дремеш по ручек, нели? Да. Што спротивно одма 300 болести ќе ти дадат. Гарант, да. И еве беше и во странство, се врати и знаеш, постои ли некому кому што како објаснуваш што е промаја? Нема. Не постои. Не постои. Ама ние сме сите И разбудени дека, од промаја. ама ако ќе кажеш дека промајата убива, Мгм. тоа поуште потешко може. Дека може да те убие некое ветренце така што проаѓа низ собата. Тоа не можеш да го објасниш. Каков всушност, каков хумор имаше тогаш Скопје? На каков хумор се сеќаваш? Тој е дел секако од твоите од твоите книги. И у тоа време, за да фатиш женска, нели, пошто немаш ти кола сега да импресионираш, Така, да. немаш мобилен, немаш брендирана мајца, ова не е брендирана. Добро. Значи,
мора на некој начин да фали. Значи мораш не знаеш да свириш на гитара, дрво си. Не знаеш така, да пееш. Не знаеш да пееш ништо, мора да измишляш причи. Добро. Смислуваш вицои, што се ова, она. Знаеш, и тој хумор е уствари, што знам, ја нашиот хумор македонскиот, стално, нели, увек кажувам дека е еден од најбољи во свет. Поготово трансверзалава што почне од Скопје вака преку од Македонија, преку Србија до Босна. Значи оваа релација има според мене најдобар хумор во свет. Значи џабе она енглези нешто мислат тоа. Дека се најдобри да, во хумор. Тоа нема вез. Нема Тоа вез. прво за второ им е хуморот, ништо озбилно. Ама дали си уште се смеат скопјаните? Да. Да? Да. И знаеш како, реално, духот на еден човек, според мене, мојава теорија, можеш да му го оцениш, му кажеш нешто, сега не викаме од книгава, а нешто стварно нешто е штосно. Да. Значи, ако го прими тоа, онда ќе го бие, а ако рече, знаеш, готово, избриши го, избриши го, одма, тоа е тоа. Пријателства. Ајде одиме на таа тема. Кои се пријателите и како некогаш стануваат другари, тоа ти е до крај на живот? У тоа време или сега? Па и у тоа време се, ајде па и сега. У тоа време, у Скопје имало, да кажем, у тоа време 400.000 жители. Добро. Например, сега искачаат у град 10.000 млади, 20.000. У тоа време 200 души искачаа у град. Аха. Значи тоа на прсти се броја пред Ванила, нели вамо таму. Тоа е таа една група 300-400 души вкупно. Добро. И тоа е тоа. И сега ти немаш баш голем избор за пријатели. Аха. Немаш голем избор. Имаш тоа од мало, од школа и толку ти е. А реално, знаеш, со текот на годиниве, знаеш како, и друг пат сум кажал, знаеш, кој те праша како човек може да влезе у некој друг свет, на друг човек. Знаеш, за мене има само една дефиниција у денешно време, една и пол. Значи, тоа е човек што се радуе на туѓ успех. Значи, тоа е рецептот. Тоа е рецептот. И второ, да има стабилна врска. Че ја не трпам тоа швалерај, па искача ноќе, па се враќа од 4 саца бајле, па значи тоа за мене автоматски не може да влезе во мојот круг на пријатели. Каде одеа овие твоиве другари? Само тука одевте? Немавше некој делчиња кај што одевте вие, например, не знам, некој шминкириве секако не одевте. Така? Не, значи какви не одевте шминкери, кај булеваријана, не ви беше ваше Значи омилено чаршија место. беше, така, беше кејов тука, Добро. имаше кафичи чат пат камал нешто тоа за Добро. фраери и реално висевме. Висев. Значи искачаш и висиш цела вечер, тоа попуштени вени добиваш од висење и си одиш дома. Значи реално. Со колку пари си искачаше? На 100 максимум, 100 динара. нај 100 динара, тоа ти е по денешно време со 50 динара да те пуштат у град. Да. Значи буквално. И сега евентуално, например, некад кој испази сите исто имаа пари. И сите се рамња, потоа што има најмалце. Значи ја имав посиромашни пријатели, ако он носи 100 динара, сите носиме 100 динара. Нема тука чаламово на Да, сега ја имам употреба. сега Да. поише. И сите, нели, тоа е тоа. И затоа, уствари, никој не се издвајаше, не отскокнуваше, затоа што види сега, тој систем правеше сите да бидеме исти, а овој систем сега прави сите да бидеме посебни. И затоа и ова што сме го увезле ние од западниве цивилизации, условно кажано, вика, ти треба да имаш персоналитет, ти треба да бидеш посебен, ти треба, значи да се издвајаш по било која цена. Добро, а се сеќаваш од времето на твоите родители на ова корзо? Па не е сега баш ова, тоа Не е беше баш тамо, тамо. Добро. пред Громби. Или ти раскажувала? Па ми раскажувале, сега, Добро. види, ја и Данило Коцевски сум го пратил, он хроничар Точно, најголем сега. точно. За тој период, ја покушавам овој да го балсамирам овој период. Тоа е преубаво чувство, тоа ти е ко у неја каликратија кој идеш по таа пешачката улица, нели, два реда стојат, у средина две реки се шетаат. И тоа и се добацува, се свирка и тоа беше И два тоа. дена, да. Сум фатил малце тоа. Да, Си сум фатил? Да. Добро, добро. Знаеш што ми е важно да кажеме, дека имаш една теорија која што е многу слична на мојата пред да почнам да ја правам оваа емисија за Скопје. Дека не мора да ти се 3-4 генерации родени во Скопје за да бидеш скопјанец и тука завршува филмот. Така, значи Дека- се читала книгава. Да. Што мислиш и ти? Никаде сме на иста тука. Дека треба само да го добиеш духот на градот и да си од никаде дојден. Значи тука си 100% управо, че за да бидеш скопјанец како што Така е. треба, со Да. сите нишани, два услови има. Да. Значи прво да забореиш
требит може ти на женски да им се обраќаш со му као битолчаниве, значи тоа мора да го забореиш. И реално да го попримиш духот на Скопје. Значи тоа не смееш тука отпор да придеш. Има тука луѓе што живеат од други градови по 50 години зборат, нели? Тоа ти што кога сега идам у Нов Зеланд и македонски зборам. Цело време. Цело време, да. Значи тие два услова се. Реално немам ја против, ја малце, ама немам многу против овие што се доселени у Скопје. Значи, ако доаѓаш тука и ако си прав граѓанин, да кажам, жител на овој град, онда нема никаков проблем. Така, стварно, нема проблем. Да. Меѓутоа, оваа арпаджици, ропаци, што се из населија овдека, ја сменија... Што ти причи од нив? Некултурно однесување. Некултурно однесување, добро. Не, чалами, коли, бесни, тоа не поднесува. Неиживеаност се вика тоа. Неиживеаност, да. Така. Добро. Ајде сега се силиме, во твое мало би се преселиле малце на Чешма, како беше да се живее никогаш на Чешма? Овој Чешма си беше многу во мало, све фино, ама денеска не е баш така. Се смени тој, мислам, што може да има далечко е вака за пешки. Реално ме врзуваат стварно прекрасни спомени. Например, кои ви беа први комшии таму? Од познативе? И од непознати, и од познати. Кажи ни ги, ки си се препознат. Нема потреба, меѓутоа, како да кажам, тој период беа многу. Беше Цеки, Пејачов, имаше многу стварно урбани ликови од таа страна, ама како кажам, сите беа исти. Значи таму се идеше на Рингишпил, имаме Рингишпил, таму се бареа женски и све тоа. Добро. Меѓутоа, мене ми е жал, меѓутоа тоа не е веќе истото. Не е радо се сеќам. Не радо се сеќаш на тој период? Да. Не на новиот. Да, не ми кажи за никое друго удварање, за подоцна удварања на женски? После ќе кажеме таму. После таму има други удварања за женски. Добро. Како е денеска да се живее во Скопје? Па денеска е супер ако си изолиран, тоест ако не гледаш вести. Така. Ако не се дружиш со политички оптеретени ликови. Добро. Така, и ако си направиш еден свој микрокосмос во кој ќе се функционираш, имаш искрени пријатели, онда е супер за живење. И да имаш некој, нели, пристојан инкам, за да можеш да функционираш, не е лошо. Знаеш, она што пречи, што смета е, нели, загаденоста, оваа карабина на плоштад 300 години што седи. Неизградена? Да, тоа многу ми сметаат, да кажам, работиве. А генерално не можеш да функционираш као некој глобален играч. Мора да си у микрокосмос ако сакаш да бидеш заштитен, изолиран од тие влијанија. Да. Се врати меѓу другото во Македонија зашто го сакаш своето Скопје? Па да, не баш. Не баш. Не, мислам не, ја го сакам, затоа и пишувам, ја е опседнат сум, ја толку и книги посветив. Меѓутоа се вратив од Канада, да кажам, нели? Канада. И други причини имаше и све е супер, ама тоа е, знаеш како човек ти е, овие поготово диаспорциве, ти се кој живееш овдека само, ти си уствари дрво. Прв пат кој ќе се одселиш, ти си саксија веќе. Значи можеш да ја пребациш каде, дедо ми што отишол у пешалба во Аргентина, нели он стално кажуваше брат, еднаш кога ќе ги дигнеш двата куфера у руки, никад више у живот не можеш мир да најдеш у душата. И тоа е тоа. Така да сега можам пак негде да идам, нема никаков проблем. А има врска она најмногу тежи каменот овде или? Не. Нема? Не, тоа е приказни за овие послератниве писатели. Зависи како ќе си го направиш своето, така? Својот дом. Сега кај ти е домот? Сега ми е кај студентски Гоце Делчев. Студентски Гоце. Како е тоа мало? Фино. Тафталиџа е тоа, така? Козле од таа страна. Козле од другата страна. Добро. Мирно, супер, мирно, да, има паркинг, тоа е најважно сега денеска во Скопје. Тоа да. Смрт. Што кога ја купив првата кола? Првата кола ја купив кога Мини Морис постар од мене. Ја купив кога син ми пред да напред една година. Значи ја иначе на гости си идев со автобус. Со автобус? Епа како? На лекар со автобус. Значи немаш ти кај што ти таму ти се овие приказни ве. Да, и реално на пример првата количка, пошто ја бев убога сиротиња. Значи како да ти кажам, и количка која требаше купам за син ми кој се роди, нели рано се роди. Ја рано почнав тоа љубов во она. Добро. И идев со воз до Солун,
со воз. Кажи им на Цела луѓето. ноќ со воз да купам количка поевтина Добро. и со количката пак се качив у воз и си дојав у Скопје. Така беше. Едноставно, ја например на роденденот на син ми и може купив само 4 кокти Добро. малечки за 20 гости. Само 4 има пари за 4, другата беше сок за растварање. Сакам да им кажеме на луѓето дека не беше некогаш и важно, сега тебе не ти Какви бе било така пресечни. Да, ама не ти било тогаш можеби во главата, не, си имал некаде некоја зошто Да. можеби немам плюс коктива нешто да купам. Апсолутно не. Не? Апсолутно не. Не. Апсолутно не. Аха. Не, види, ја најголема желба ми беше да се бричам со топла вода. во Немавте живот. топла вода? Не, имав у кадата, ама на чешмата немав. Значи, тоа ми беше, тоа да го добием готово, да може омотно готово. толку. Ама ти беше желба и на една од твоите промоции да ти пее Драган Мјалковски, например. Точно. Тоа е, види. Тоа Ајде, кажи сега, тоа- како од панкер се станува некој кој што го сака Драган Мјалковски? О, нема врска, тоа Нема врска. нема допирни точки Нема едно врска, со така. друго се. И си има периоди во животот. Он е нашиот идол, како ти кажа, Да. он е нашиот Здравко Чорич, он е Господ. Значи, еве, ајде да кажеме Славе Димитров као кантавтор, меѓутоа Добро. као пејач у рамките на цела Југославија Драган беше и уште е легенда. Добро. Те биндиса оваа ваква приказна една твоја за Скопје? Да, можда многу зборам, ама не знам. Имам малце трема, ти кажеш, ама Трема имаш. Да. Не се познала. да. Да. Ке останеш доследен на тоа дека ќе продолжиш да пишуваш на скопски за да си го зачуваме овој јазиков наш? Да, у секој случај, у секој наредно дело ќе има дел скопски. Зашто ако е сериозно дело, не може цело сега да биде на скопски. Романов ќе биде нешто на скопски? Ќе има дел. Дел. Значи дел од ликовите ќе зборат скопски. Факат. И овие твоиве скопски на скопски приказни, какви и да се, не ги читаат само скопјани. Не, камо Не, тама не, не, не. работа. Идам у Струмица, сега лани и гледам Добро. у книжарава, џабе живиш у Скопје. Добро? Викам, Викаш, што сте која донели дека бе, не е ова за вас. А вика, купуваат. Как купуваат, викам, не е ова за вас. Пошто знаеш како. И гледам, одоздоа пише класици. Класици. А викам, слушај, таа продачка, викам, слушај, за да си ти у класици треба да си умрен. Нели, тоа е, така се станува класик, не можеш жив, а и грешка, извини, ја пребаци на друго место. Значи, ја Сериозно купуваат свати, и ти од Струмица? Да. Да? Да, бе, да. Добро. Па добро, џабе живиш у Скопје, а ако не си го запознал Зоран Спасов. Зов, зошто Зов? А Дзоф е поеден италијански голман на времето, своевремено, 903-та што викам ја, Дино Дзоф. Он беше голман на италијанска репрезентација, ако дете, тоа многу сакав да бранам, кршев ноги, руки, у Добро. фартар тренирав таму. Али не бев некој посебно успешен. Не бев, си признавам. Добро. На време се тргнав, пошто не бев Да. успешен, така? Да. Толку. Добро, ти си скромен, па велиш дека не треба и да те запознаат, но еве, ова е начин да те запознаат и да видат кој е оној кој што се буди пред својата сопруга во петипол и до 7 ги пишува сите, фаќа забелешки од се она што се баш така, спојува. баш Така? така, да. Ти благодарам Фала кате. и се надевам на уште скопски приказни, па пак да се видиме. Важи. Важи? Ајде, одиме ние да продолжиме да шетаме. Зашто го најдовме ова, Зов, кажувај. Леле, да бе, тачно. Сај без наши старчек. Ајде. Кога ја бев на твои години, увод у испирање мозок што трае минимум пола саат. Едни кондури на 2 години, долга магарица, сок на растварање, месо еднаш неделно, една кола на 5 фамилии, сон за телевизор у боја, собирање салфети и камилица у двор, 10 години чекање за фиксен телефон, скоро сви ми е јасно. Ама како можеле сите да бидат среќни, не ми е јасно.